време за првите пладневни вести во јуни. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Од денес за 10% се зголемува социјалната парична помош. За 25% износот за родители на деца со пречки во развојот и згрижувачките семејства. Зголемување ќе има и за платите и пензиите. Од утре почнуваат екстерните тестирања во основните и средните училишта. Подготвени за екстерното се и учениците и училиштата. Денес се одбележува меѓународниот ден на детето. Потребата од родителска грижа за децата, на децата без родители, е мото на овогодинешниот ден на детето. Од денес се зголемуваат сумите за социјална парична помош, платите и пензиите. За 10% се зголемува социјалната парична помош, а за 25% поголем надоместок ќе земаат родителите на деца со пречки во развојот од материјално необезбедени семејства. Исто така поголем паричен надоместок ќе имаат и згрижувачките семејства. За 10% се зголемува социјалната парична помош, а за 25% поголем надоместок ќе земаат родителите на деца со пречки во развојот од материјално необезбедени семејства. Исто така поголем паричен надоместок ќе имаат и згрижувачките семејства. Од 2006 година наваму, владата ја зголеми социјалната парична помош за 47%, а постојаната за 46%. Социјалната помош во 2006 изнесувала 2900 денари, а за еден месец ќе изнесува 4700 денари. Постојаната парична помош во 2006 година била 3695 денари, а во јули ќе изнесува близу 6000 денари. Исто така, повеќе од 9000 деца од социјално ранливите семејства отидоа на бесплатен одмор. Истовремено растат и платите и пензиите. Следното покачување на пензиите е најавено за октомври. Пензиите се зголемени за 62%, а најниската за 76%. Покрај зголемените пензии, пензионерите добија и други бенефиции. 25.000 отидоа на бесплатна бања, а годинава ќе заминат уште 5.000 пензионери. Пред 3 месеци донесовме одлука и таа ја објавивме дека годинава нема да биде 5% зголемувањето на социјалната и постојната парична помош, туку дека ќе биде 10%. И тоа зголемување ќе биде со следниот месец, во јуни, со зимањето на тие средства во јули. Значи, за јуни, во јули што се зимаат средствата, ќе има зголемување од 10%. Второ, не за 10, туку за 25% ќе порасне зголемувањето на згрижувачките семејства и на згрижувачки семејства за деца без родители и на родителите кои што имаат деца со пречки во развојот. Значи, нивните зголемувања на нивната помош од државата ќе биде за 25% и тоа исто така ќе биде за месец јуни на почетокот на јули. Од 2006 наваму, статистиката покажува дека платите на вработените во администрацијата се зголемени за повеќе од 27%. Станува збор за покачување на платите кој се случуваше во неколку наврати изминатите години, а последното покачување беше во октомври 2014 година, кога последен пат платата се покачи за 4%. Дополнително, според најавите на надлежните, платите во јавниот сектор ќе се зголемат за вкупно 21,5%, односно секоја година во октомври вработените во администрацијата да земаат плата покачена за по 5%. Од денес барањата, односно апликациите за средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој се поднесуваат по електронски пат. Од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој посочуваат навремено и целосно да се ажурираат сите податоци за земјоделските стопанства. Најновите промени програмата за рурален развој ќе биде се електронски попълнувањето, така да самите земјоделци ќе мора да отварат, значи се отворат емайл адреса нивни. Истата адреса ќе ја пријават во подрачните единици на Министерството за земјоделие. Оттаму, значи со самата емайл адреса ќе добијат, значи, коричко име, за тоа е задолжена платещата агенција која она ќе даде нивно коричко име и лозика. После сето тоа, значи ќе може самиот земјоделец, значи на база на тоа да си отвори адресата и веднаш во тоа да електронски ги попълнува барањето, значи основните податоци, така да со тоа ќе може само да аплицира.
Од утре до 10 јуни ќе се спроведуваат екстерните тестирања на основците и средношколците. Тестирањето опфаќа 183.280 ученици, а вклучени ќе бидат скоро 18.000 наставници. Претходно на веб страницата беа објавени скоро 450.000 прашања, како и распоредот за првиот тест кој ќе се реализира утре. Училиштата во регионот главно се подготвени за предстојното екстерно тестирање. Во општина Штип има вкупно 5104 ученика од основното и средното образование кои ќе бидат опфатени со екстерното тестирање кое годинава ќе се спроведе во периодот од 2 до 10 јуни. Учениците ќе треба да одговорат на 30 прашања по двата предмети кои што ќе им бидат соопштени 3 дена пред полагањето на екстерното тестирање кое што ќе трае 1 час. Сите училишта во општината се спремни да го извршат екстерното тестирање. Денес се асфалтира улицата Сремски фронт во Штип во должина од над 1,7 километри. Паралелно се работи на асфалтирање и уредување на делот од улицата Карл Маркс од Емир Кјучук, Султановиот мост, Камен мост, до спојот со булеварот Гоце Делчевка и Мал одмор. За време на викендот заврши асфалтирањето на крак од улицата Карл Маркс, поточно тоа е платото каде што се одржува Штипската пастрамалијада. Инвестиција во вредност околу 970.000 денари, а општината веќе од денес започна со подготвителни активности за асфалтирање на улицата Доктор Слободан Јовановски. Тоа е фактички улицата која што води од Штипската касарна па се до ресторанот Мал одмор. Значи тука ќе биде поставен нов асфалт, а на одредени делови сообраќајницата ќе биде проширена за околу 1 метар, пошто ќе следи тротоарско решение, а просторот пред Мал одмор на некој начин ќе биде претворен во паркинг простор. Инаку ова инвестиција во вредност околу 3 милиона денари. Првиот ден од јуни во многу земји се прославува како меѓународен ден за заштита на децата. Овогодинешното мото на денот е да се мотивираат семејствата да згрижуваат деца кои немаат родителска грижа. Денес е меѓународниот ден за заштита на децата. Одлуката за прогласување на овој ден како посебен е донесена од страна на УНИЦЕФ во 1925 година на Светската конференција за благосостојба на децата одржана во Женева, Швајцарија и представува нов почеток во подобрувањето на можностите за најмладите. Но овој ден, 1 јуни, денот на детето, први почнале да го одбележуваат државите како Русија, Ерменија, Украина, Казахстан, Латвија, Естонија, Србија, Црнагора, Чешка, Македонија и многу други. Генералното собрание на Обединетите нации препорачува дека сите земји треба да воспостават универзален ден на детето. Оттаму укажуваат најголемо внимание да се посветува во заштитата на децата, кои работат долги часови во опасни околности, како и да им се овозможи на сите деца да имаат пристап до образованието. Правата на децата во Македонија се остваруваат согласно Конвенцијата за правата на детето на Обединетите нации и законската регулатива во Република Македонија. Повеќе од 10 луѓе заболени од рак извршиле самоубиство во Москва во изминативе 4 месеци, а меѓу нив се кардиолог и професор по психологија. Последното во низа самоубиство се случило минатата недела кога се обесил 36 годишен маж. За многумина од нив се смета дека имале неподносливи болки. Одлуката на официјална Москва да забрани влез во Русија на 89 политичари, воени функционери и јавни личности од земјите членки на Европската унија предизвика лута реакција во Брисел, од каде порачуваат дека чекаат официјално објаснување од руските власти. За сега нема службена потврда за лицата кои се наоѓаат на руската црна листа. Во Албанија е регистриран првиот брак меѓу двајца хомосексуалци. Станува збор за двајца британци кои подолг период живеат и работат во Албанија. Двајцата мажи бракот го склучиле во британската амбасада во Тирана. Нивниот брак е прв кој јавно се склучува во Албанија меѓу две лица од ист пол. Капитенот на македонската репрезентација Кире Лазаров вчера со екипата на Барселона го освои највредниот трофеј во неговата кариера, Лигата на шампионите. Кирил Лазаров го исполни својот и стана европски ракометен првак, откако во финалето од Лигата на шампионите со Барселона го совлада унгарски Веспрем со 28-23 на Final Four турнирот во Келн. Лазаров по големиот дел од надпреварот беше на клупата и не постигне гол, поради тоа што на почетокот од финалето заработил ситна повреда.
Исто така тој не успеа да стане најдобар стрелец во Лигата на шампионите, но му се оствари желбата да го освои трофеот кој му не достигаше во неговата клупска кариера. Лазаров вчера го освои невредниот трофеј, кој за него е вкупно 44-ти освоен трофеј во неговата кариера. Претходно 2 пати Лазаров играше во финалето, но вчера за прв пат со Барселона успеа да се искачи на ракометниот трон. Ова беше се во вестите на Канал Плюс. Останете со нашата програма, а за настаните кои ќе го одбележат денот, гледајте во дневникот во 16:30. Имајте пријатен ден.